Вести на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Власта и опозицијата се препукуваат на тема јавно здравство. Власта најавува нова опрема со милионски суми. Мини ургентен центар во Кавадарци. Опозицијата обвинува за манипулации и ветува, ако ја добијат поддршката од граѓаните, ќе овозможат секој граѓанин да може да се лекува во земјава и повисоки плати за лекарите. Во изминатиот период голем е бројот на лекарите кои ја напуштија земјава и заминаа по европските држави да ја градат својата докторска кариера и да напредуваат. Морале да заминат од Македонија бидејќи нивната работа не била доволно платена. Голем е бројот и на општи лекари од Кавадарци кои заминаа на работа во Германија и други европски држави. Врвни лекари од јавното здравство заминаа да работат за повисоки плати во приватните болници во земјава. Во предизборието власта и опозицијата се препукуваат за здравството. Власта ветува нова опрема, само 900.000 евра, како што рече министерот за здравство Никола Тодоров, ќе чини опремата за Кавадаречката болница, со што ова установа ќе прераснела во мини ургентен центар. Ваквата најава збунува, велат лекарите со кои разговаравме. Кавадарчани пак се прашуваат кои лекари ќе работат во болницата кога истата се соочувала со недостаток на кадар за статусот кој сега го има, а не пак да работи со проширени надлежности. Многу млади лекари кои требало да специјализираат заминаа од Кавадарци. Лекарите со кои разговаравме исто така велат дека не се задоволни од платите кои ги земаат бидејќи се изложени на секојдневен стрес со цел да спасат нечiji живот. И градоначалникот на Кавадарци Александар Панов смета дека платите на докторите во јавното здравство се ниски. Па добро, јас мислам дека единствена фела во Република Македонија која што се уште има компарирано со другите професии, мислам дека се уште имаат депресивни плати и мислам дека едно од идните размислувања на Министерството за здравство треба да биде токму размислување за покачување на платите на сите доктори. Меѓутоа во едни реални рамки, не оние имагинарни рамки кои што опозицијата ги спомна пред некое време. СДСМ најавува повисоки плати за лекарите доколку ја добиеле поддршката од граѓаните, но и високо квалитетни услови за лекување на македонските граѓани во јавното здравство. Немаат кредибилност ветувањата на СДСМ за покачувањето на платите на лекарите, изјави во Кавадарци министерот за здравство Никола Тодоров, одговарајќи на наше новинарско прашање околу платите што ги земаат лекарите и ветувањата за повисоки плати од опозицијата. Опозицијата е јака на вилица. Тоа вака добро го знаеме. Секогаш знае добро да каже нешто, а никогаш тоа не го реализирало. Најдобар одговор за тоа е да се запрашаме дали некогаш претходно ги покачиле платите. Имале можност, биле во позиција да управуваат и со Министерството за здравство и во владата, никогаш не ги покачиле платите на докторите. Напротив, спротивно на тоа што они го зборат, ние веќе сме го направиле. За 25% скоро се покачени платите и на докторите во клиничкиот центар во Скопје и на докторите во сите општи болници. Покачена е платата и на специјалистите во здравствените домови и на докторите во итната медицинска помош. Например, платата, односно примањата на еден доктор специјалист во болниците низ Македонија се движи во овој момент некаде меѓу 50 и 60 илјади денари. Ајде да видиме колку се движеле и колку би биле платите во времето кога овие што сега ветуваат биле во можност да ги покачат платите. Така да заклучокот е тоа. Јаки се на вилица, слаби се на реализација. Немаат кредибилност и немаат кредибилност нивните ветувања. Лагите и лицемерието на Никола Груевски и Никола Тодоров немаат крај, одговараат од СДСМ на најавите од власта за инвестиции во здравството. За да ги заштитиме, за да ги задржиме лекарите и медицинскиот персонал во јавното здравство, за да го спречиме овој голем одлив и во приватното здравство и во странство, ќе ги зголемиме платите и на лекарите и на целиот медицински персонал. На тој начин ќе овозможиме добра здравствена заштита, квалитетна здравствена заштита за секој граѓанин во Република Македонија, велат и ветуваат од СДСМ. Само на таков начин ќе добиеме јавно здравство кое што ќе лекува. Само на таков начин граѓаните на Република Македонија ќе се одлучуваат за живот дома во татковината, нагласуваат од опозиционата СДСМ. Со помош на граѓаните и годинава ќе се формира буџетот на општина Росоман, но стабилен и цврст буџет дозволува и позајмица е ставот на локалната самоуправа.
И годинава буџетот на општина Росоман ќе се формира со помош на граѓаните. Средбите низ местните заедници веќе се започнати, а на истите се сумираат приоритетите и барањата на граѓаните, велат од локалната самоуправа. Росоман за среќа е една од малите општини која има стабилен буџет со постојан развој. Таквата структура дозволува и позајмица која би се искористила за крупен проект, бидејќи со буџетот слободно може да се работи на инфраструктурата и по малите проекти е ставот на локалната. Интенцијата моја како градоначалник на општина Росоман е да по средбите со граѓаните, на оние отворени средби кои што ги свикувам во сите населени места кога се креира буџетот за наредната година, да ги прашам за нивното мислење, да ги прашам за нивните потреби и тие преку своите искажувања ги кажуваат општите проблеми, личните проблеми и сите проблеми кои што во едно населено место ги има. Значи дел ги решаваме таму кога можам да ги решам проблемите, кажувам да, овој проблем може да се реше, дел не можеме да ги решиме, има многу лични проблеми што не може да се решат и има и проблеми кои што веднаш ги решаваме, значи ако барат некои мали средства, ако не барат некои посебни постапки кои што би придонеле за додатнатки. Навистина посебно во овој дел на искажувањето на граѓаните мене посебно ме прави горд што тие доаѓаат кај мене со не смисли, него оние потреби кои што тие ги имат да ги презентират пред мене, за да може да се вклопат во буџетот во наредната година. Кажав во неколку наврати во излагањето и пред советниците, во излагањето пред луѓето сегде, че буџетот е материја која што е таа која што е. Значи не можеме да собираме повеќе средства согласно што како мала општина сме. Затоа и впрочем го на последната седница на совет и го предложив она аплицирање за МСИП-2 проектот каде што преку една ја не би го рекол задолжување, значи да земите 10, а да вратите 9 не е задолжување, значи за мене барем не е задолжување, бидејќи општина Росоман е во одлична финансиска состојба со буџет кој што навистина во последните 3 години со ребалансите се зголемуваше само, така да мислам дека имаме простор во делот на инфраструктурата да градиме со сопствени средства, додека во овој дел каде што сакаме значи наеднаш комплетно да ги смениме сите сијалици со енергетско ефикасни сијалици како би заштитата почнала веднаш. Значи, за да можеме да ги вратиме, тука исто така кажав еве за граѓаните уште еднаш да објаснам дека елиминирајќи ги оние трошкови кои ги даваме за одржување, оние трошкови кои ги даваме за купување на материјали за промена, бидејќи гаранцијата ако ги смениме сите скоро 12 години, елиминирајќи ги сите овие плаќања кои што се врзани со одржувањето и со замената, значи ние на некој начин и со овие пари веќе сме направиле заштита и тоа голема. Општина Росоман досега има искористено една позајмица. Со парите се реши проблемот со водата за пиење. За успешно реализиран проект општината доби и грант кој советот одлучи да го искористи за уредување на централното подрачје во Росоман. Ноември е месец за борба против болестите на зависност. Алкохол, никотин и други се само дел од лошите навики кои ствараат зависност. Преку кампањата на Црвен крст ќе се буди свеста кај младата популација. Младите и годинава се таргет група кај која свеста за лошите навики ќе ја покачува на поголемо ниво тимот на општинската организација на Црвен крст Кавадарци. Во рамки на активностите по повод ноември, месецот за борба против зависностите, доктори, волонтери и млади едукатори од Кавадаречкиот Црвен крст ќе организираат едукативни предавања и ќе делат промотивен едукативен материјал низ сите основни и средни училишта во градот, како и низ најфреквентните делови од Кавадарци. Алкохолот, никотинот и дрогата за жал денеска се лесно достапни до младите како најранлива категорија во случајот, но исто така токму тие се лошите навики кои ги создаваат зависностите.
Светската здравствена организација алкохолизмот го дефинира како хроничен алкохоличар или едноставно речено за алкохоличар се смета онаа личност која прекумерно зема алкохолни пијалоци, кај која се развила психичка и физичка зависност од алкохол, што покажува душевни пореметувања на однесувањето кое е очигледно. Денеска алкохолизмот представува комплексен проблем кој се смета за најмасовна токсиноманија и еден од најсериозните социјално-медицински и економски проблем на современото општество. Според Светската здравствена организација, никотинизмот или тутунот пак е единствениот најголем причинител на смрт кој може да се превенира во светот. Оттаму велат, ако порано пушењето на тутун беше привилегија на возрастните мажи, денес пушењето се повеќе се прифаќа од страна на жените и младите. Лекарите велат пушењето е главен фактор за појава на срцев и мозочен удар, хронична обструктивна болест и рак. Другите пак додаваат тие уништуваат милиони животи секоја година, бидејќи постојано се зголемува бројот на млади луѓе кои почнуваат да земаат дрога. Во неа спаѓа секоја супстанца од растително или синтетско потекло, со чија употреба можат да се создаваат состојби на зависност. Светската здравствена организација преку Црвен крст потенцира дека од околу 5,3 милиони луѓе во светот кои интервенски употребуваат дроги, околу 200.000 умираат поради бројни компликации поврзани со ваквата употреба. За таа цел од Црвен крст велат, наша задача е годинава во рамки на месец за борба против болестите на зависност да делуваме особено кај младите и да ја побудиме свеста за здрав начин на живот, без лоши навики и без состојби на зависност. Едукациите и трибините низ основните и средните училишта во Кавадарци започнуваат од следната недела. Во изминатите 10 месеци од 2016 година во Велешката болница се родени 550 деца. Податоците покажуваат намалување на бројот на новороденчиња. Наталитетот, како и во многу општини во Македонија, така и во Велес се намалува. Од јануари до октомври годинава, според податоците од матичната служба во Велес, има помалку 54 новороденчиња, или минатата година на свет дошле 604 новороденчиња. Во Велешката болница се родиле 550 бебиња и тоа од Велес, Градско, Чашка, Свети Николе, Неготино и Лозово. Најголем пораст на новородени според бројот на населението има во Велес, а веднаш потоа се општина Чашка, во која најмногу новородени деца има во селата Горно и Долно Јаболчиште, Горно Врановци и Мелница. Според експертите, главната причина за намалување на наталитетот е зголеменото иселување, пред се на млади брачни парови од Велес, а посебно од општините Свети Николе и Лозово. Неофицијално, само во текот на оваа година, во потрага по подобар живот во странство заминале меѓу 1500 и 2000 млади лица. Намалувањето на бројот на деца и годинава влијаеше врз оформувањето на паралелките во речиси сите основни училишта во градот. За прв пат годинава, паралелно со падот на наталитетот, во надолна линија се движи и морталитетот. Податоците од матичната служба говорат дека во периодот од јануари до крајот на октомври во општините Велес, Градско и Чашка починале 443 граѓани. Во споредба со истиот период од минатата година, кога биле регистрирани 498 починати граѓани, бројката на починати годинава е помала за 55 жители на овие општини. И општина Велес ќе ја добие првата детска градинка во рурална средина. Градинка ќе има за дечињата од село Караслари. Караслари ќе добие детска градинка, ќе стане првото населено место во рурална средина во општина Велес со објект од образовен тип. Увид на лице место вчера изврши градоначалникот Славчо Чадиев. Ова е прва градинка која ја отвараме во рурална средина. Целта ни е децата од овие места да добиваат предучилишно образование, како и децата кои живеат во градската средина. Караслари е едно од населените места каде бројот на жители е конзистентен. Дел од родителите досега ги носеа нивните деца во градинките во градот. Освен во ова населено место, секако дека размислуваме во иднина да отвориме градинки и во останатите населени места каде има потреба од нив, вели Чадиев.
За реализација на овој проект потрошени се 800.000 денари, а истиот е при крај. Сите услови ги има новата детска градинка. Објектот располага со 2 простории за престој на децата, спална, менза, тоалет за деца и за возрастни. Капацитетот за сместување е 30 дечиња. Идниот месец ќе бидат пуштени во оптек книжни пари во апоени од 200 и 2000 денари. На 15 декември Народна банка ќе пушти во оптек 2 нови книжни пари во апоени од 200 и од 2000 денари, а ќе ја повлече банкнотата од 5000 денари. Оваа одлука била усвоена на седницата на Советот на Народна банка, а како што велат произлегла од потребата за ребалансирање на постоечката апоенска структура на книжните пари во оптек. Во врска со повлекувањето на 5000-арката, Народна банка соопшти дека нивната примена во секојдневните трансакции била незначителна, а од неа немале голема потреба ниту банките. Наместо низ годините во оптек да се зголемува количеството на овие банкноти, тоа постојано опаѓало. Поведувањето на двата нови апоени од 200 и од 2000 денари пак е прва промена што се спроведува по период од 20 години. Ваквата одлука е донесена врз основа на истражување и на анализи на сите постоечки фактори, при што се утврди дека постојат реални потреби за воведување на двата нови апоена. Воведувањето ќе овозможи зголемување на понудата на апоените што се на располагање при вршење готовински трансакции, а како секундарен ефект се очекува урамнотежување на побарувачката за одредени деноминации, соопшти Народна банка на Република Македонија. За гласање на изборите во Македонија се пријавиле 5550 македонски граѓани кои живеат во странство. Можноста за пријавување за гласање во дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија во странство, односно конзуларните канцеларии преку електронската апликација поставена на веб страницата на Државната изборна комисија, ја искористиле вкупно 5550 граѓани на Република Македонија, пренесува новинската агенција Мета. Од вкупниот број пријави, 4876 се прифатени, 118 пријави одбиени, додека 556 се во фаза на обработка. Од ДИК исто така информираат дека преку веб апликацијата поставена на веб страницата на ДИК за проверка и за пријавување на лицата чии записи во избирачкиот список по извршените вкрстени и теренски проверки се утврдени како спорни, заклучно со 2 ноември до 14 часот поднесени се вкупно 114 пријави, од кои 111 се прифатени, а 3 во обработка. Од ДИК вела дека пријавувањето за гласање во странство, како и проверката на избирачкиот список, ќе траат до 11 ноември годинава. Кавадарчани синоќа уживаа во концертот на младата пијанистка Мимоза Чека, која виртуозно ги изведе творбите на Лист и Равел. Прва награда на државниот надпревар по пијано во 2007 и 2010. Втора награда на меѓународниот надпревар по пијано во Ниш 2008. Меѓународни надпревари по пијано во Италија, Джовани Таленти во Сан Бартоломео 2009 и Пьетро Ардженто во Джоја дел Коле во 2010. Голем број на соло концерти и пијано дуо концерти со Маја Божиновска. Ова е само дел од она што досега го сработила 22-годишната млада пијанистка Мимоза Чека, која синоќа во соло издание им се представи на Кавадарчани. Љубителите на музичката уметност вечерва ќе имаат можност во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе да присуствуваат на целовечерен концерт на млада, но сепак талентирана и јас ќе речам и доста добро позната, барем за годините во нашава земја, Мимоза Чека. Во твојата биографија прочитав дека си почнала да учиш клавир на 5 години. Да, на 5 годишна возраст започнав да го изучувам пијаното, потоа веднаш... Што беше причината? Те натера некој? Има ли некој во твоето семејство што е поврзан со музика? Не, нема. Чисто моите ме запиша колку да знам од општа култура, но јас љубовта кон пијаното се зголеми и продолжив. Уште на 7 години се запишав во ДМБ Илија Николовски Луј, таму завршив нижо, таму завршив средно. За средното кога сме вика средно завршила пред време. Што значи тоа земеше 2 во една? Трета и четврта година ги земав во една година
и веднаш продолжив на факултетот за музичка уметност во Скопје во класата на професор магистар Тодор Светиев, каде што дипломирав во јули 2015 како успех со 10-ка. Да. И еве ова година продолжувам со магистерските студии кај професорка што предава на Универзитетот за музика и изведувачки уметности во Виена, маестра Лилија Зилберштајн. За прв пат си во Кавадарци? Не, бевме со пијано дуо веќе во март месец со мојата колешка Маја Божиновска. Там имавме исто така целовечерен концерт на пијано дуо. Ова сега е вечера само соло, без Маја. Што ќе има вечера на репертоарот? Лист соната во хамол, потоа продолжува со лист балада, исто така во хамол, број 2 балада и на крај завршува со Равел, игри на вода. И сега повеќе веќе концертите нема да ги спомнувам оние во нашата земја, надвор од границите на нашата земја. Да, учествувам на фестивали во Италија, еве 2 години веќе поред. Исто така имам учествувано и на надпревари меѓународни во Италија, во Србија. И сега која ти е целта во животот? Да остварувам концерти. Чисто само концерти или да речеме што знам да свириш во Виенската филхармонија, во Њујорската филхармонија? Концерти секаде каде што ќе ми се пружи прилика. Утре се игра големото комшиско фудбалско дерби помеѓу Љубанци и Вардар од Неготино. Утре стартува и женската кошарка, а МНА Кожувчанка во салата Јасмин го пречекува тимот на Клупски. Централен спортски настан за овој викенд сигурно е комшиското фудбалско дерби помеѓу Љубанци и Вардар Неготино, кое се игра утре со почеток од 13 часот и 30 минути. Овој надпревар ќе се игра под голема пресија за двете екипи. Приоритетот победа сигурно многу повеќе им тежи на кавадарчани, на кои едноставно им одговараат само 3 бода од оваа средба и бегство од фенерџиската позиција. Од друга страна, не се знае колку неготинчани би биле задоволни со бод, бидејќи така нема да се направи некоја бодовна разлика во однос на директниот конкурент за дното на табелата. Ова пак значи дека екипата на Вардар мора да оди на победа, доколку не сака да ги смени комшиите на последното место на табелата. Ова само треба да е најава за безпоштедна игра на теренот и борба за секоја топка. Победата носи и дополнителна мотивација до крајот на полусезоната, бидејќи директниот конкурент, односно комшијата, ќе мора шанси за опстанок да бара на некој друг терен. Ракометарите на градскиот ракометен клуб Тиквеш ова коло гостуваат во Богданци, додека викендов конечно ќе стартува и кошарката, и тоа младинската и женската. Кавадарци годинава во најдобрата женска прва лига ќе има 2 представника, и тоа екипите на Трокал и МНА Кожувчанка. Според делегирањето, Трокал во недела ќе гостува во Струга, кај истоимената екипа, додека МНА Кожувчанка утре од 16 часот во салата Јасмин ќе го пречека тимот на Клупски Патриот од Делчево. Следува временска прогноза. Времето утре променливо облачно со сончеви периоди и со слаб до умерен ветер од југоисточен правец, поодделни котлини со појава на магла, температура до 19 степени. Од понеделник под влијание на јужно воздушно струење ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд со променлив интензитет, а наместа ќе бидат и обилни. Локално ќе биде и нестабилно облачно со пороен дожд и грмежи, ќе дува умерен, повремено засилен јужен ветер. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.